Во ова видео ќе разгледаме како се множат и делат дропки. Кога станува збор за дропки, множењето дропки е наједноставно од сите 4 основни операции. Затоа, прво ќе го разгледаме овој пример. За да го разбереме методот за множење дропки, прво треба да разбереме како се множи дропка со цел број. Да го разгледаме 2 помножено со 4 деветини. Бидејќи множењето е всушност повеќекратно собирање, ова е исто како 4 деветини плюс 4 деветини. Од сликата може да се види дека резултатот е 8 деветини, бидејќи 8 пати имаме 1 деветина. Сега да разгледаме множење на единечни дропки. Единечна дропка е дропка со бројител 1 и било кој цел број како именител, како што се 1/2, 1/4 и 1/10. Да разгледаме 1/2 помножено со 3/4. Како што можеме да видиме, ако обоиме 3/4 од мрежата со жолто, тоа е како да сме обоиле 6 дела од вкупно 8. Ако обоиме 1/2 од истата мрежа со сино, тоа е како да сме обоиле 4 дела. Подрачјето кое се преклопува е зелено и содржи 3 дела од 8. Оттука, исенчената област, обоена со зелено, е 3 осмини. Ова е резултатот од множењето на 1/2 и 3/4. Значи, за да помножиме две дропки, треба меѓусебно да ги помножиме нивните броители и именители. Разгледај ги следните задачи. Дали доби точно решение? За да се реши задачата, 2 цели и 1/2 помножено со 2 цели и 3/4, прво треба мешаните броеви да ги запишеме како неправилни дропки. Потоа задачата е 5 половини помножено со 11 четвртини. Резултатот е 55 осмини, кој треба да се запише како мешан број. 6 цели и 7 осмини. Сега да го разгледаме делењето. За да поделиме дропка со дропка, го користиме методот задржи, замени, преврти. Овој метод се базира на фактот дека множење со 1/2 е исто како и делење со 2. Оттука, делење со 2/3 е исто како множење со 3/половини. Ова е поради тоа што тие се реципрочни броеви, односно броеви чиј производ е 1. Значи, за да делиме, користиме задржи, замени, преврти. При тоа, ја задржуваме првата дропка непроменета, го заменуваме знакот за делење со знак за множење и ја превртуваме втората дропка наопаку. Потоа ги множиме дропките како претходно. Разгледај ги следните задачи. Запомни дека кога работиш со мешани броеви, прво треба да ги запишеш како неправилни дропки. Дали доби точен резултат? Запомни дека на крај треба да ги запишеш неправилните дропки како мешани броеви. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.